Зошто се затворени врата, вашите идни планови, па се до реализирање на конкретна цел? Најпред добро вечер и ви благодарам што дојдовте. Сакам да објаснам дека овој состанок, овој собир е замислен како затворен собир, затоа што во оваа фаза на иницијативата Спас за Струмичка котлина, Стоп за рудникот на смртта и ловица, сакаме да собереме колку што е можно повеќе луѓе активисти кои што ќе бидат и накнадно денеска запознаени со работата на рудникот, односно со штетните влијанија и последици врз целата животна средина. Состанокот е за затворени врати затоа што би сакале да имаме едно излагање на самата работна група и од кога ќе направиме таа работна група, кога ќе собереме поголем број на активисти, за некое време, благовремено ќе бидете известени, ќе направиме една поголема презентација на самата работа на рудникот, што пишува во во проектот, односно во оценката за влијание за животна средина и во физибилити студијата, која физибилити студија беше до пред некое време не беше јавно и транспарентно ставена на интернет. Исто така сме собрани овде за да им кажеме на луѓето дека ќе има постапка за референдум, која што е наша главна цел, за да се известат луѓето кои се последиците околу тоа. Односно, луѓето да се изјаснат дали сакаат воопшто да има рудник во еден земјоделски крај кој што имаме, нели, се прават напори да биде еколошко производство, да им кажеме на луѓето дека всушност рудник и земјоделие по никоја основа не одат заедно. Здрава котлина е дека Струмица па и околните помали општини ќе може да реализира референдум, со што делумно или целосно би спречиле работењето на веќе. После референдумот во Гевгелија, кој беше значајна и појдовна точка на сите нас, кој излезе успешен, после референдумите кои што се надевам секако дека ќе излезат успешни и во Дојран, Валандово и Богданци, ние имаме основана причина да знаеме, односно да мислиме дека референдумот ќе успее и овде затоа што народот во меѓусебни разговори се разбира секако дека е против рудниците на смртта. Јас би ги поздравил гостите кои што денеска имаме гости и од Гевгелија и од Богданци, кои што ќе си имат и свое обраќање за да ги кажат нивните искуства со борбата против рудниците на смртта. Јас сум убеден дека народот ќе почне да размислува откако ќе ги согледа фактите кои ќе им ги презентираме, ќе почне да размислува здраво како што нашиот народ знае да го прави и дека овие профитерски рудници кои што се од профитерска, кои имат профитерска позадина, ќе престанат да работат. Гледаме во последно време, барем овдека на локално ниво, конкретно за Euromarket Resources, дека почнуваат веќе да се појавуваат во јавноста, помеѓу граѓаните, сакаат да објаснат и да им ја кажат на нивна страна. Како вие гледате на себе? Па, јас мислам дека тоа што го прават они се некои очајнички обиди за да се смени свеста на народот, но тоа не знам колку ќе има ефект. Убеден сум дека нема да има ефект, затоа што тие си ги бранат нормално нивните интереси без да се загрижени за здравјето на луѓето. Многу работи не се кажани јавно, па и на јавните расправи кои се организирани, имаат свикано околу, сега да не шпекулирам со бројки, но многу мал број на луѓе, 50-на, да речеме 100 луѓе, во кои не е кажано се транспарентно како ќе работи рудникот, не се запознаени луѓето со последиците од другите примери во светот, во Европа, па најблизок пример ни е овде рудникот Бучим во Штип, кој пред неколку години има почнато работи со таа постапка на лужење, која има катастрофални последици за околината, особено за селото Тополница, кој се наоѓа до самото хидројаловиште. Таму сите чешми се затворени, луѓето веќе многу пати бараат да се иселат од таму. Доволно е само да отидете таму и да видите каква е страшна сликата во тој рудник, во тој регион. Истото тоа дури и во поголеми размери, ова ќе се случува и во рудникот Иловица, затоа што е многу поголем рудник.